Продолжуваме со проучување на книгата Откровение. Ќе се сетите дека последните два пати кога проповедав зборевме за неколку стихови од првата глава. Денеска продолжуваме со последниот дел од првата глава на книга Откровение. И оваа книга е првенствено дадена за црквите, ќе се сетите за 7 цркви во првиот век. Во тоа време ги нарекуваат црквите нели во Мала Азија, денеска ние може слова наречеме цркви, да ги наречеме цркви кои што се наоѓаат на тлото на денешна Турција. Црквата, иако е дадена за 7 цркви во првиот век, ова послание е за црквата со големо Ц. За црквата во сите времења, без разлика каде се наоѓа. И црквата е Божја институција. Црквата е нешто кое што е Божја идеја, воспоставено од Бог и одржувано од Бог. И фала на Бог што црквата не е одржувана од луѓе како мене или како било кој кој што ќе застане овдека да проповеда. Ако црквата остане да биде одржувана од нас, мислам се разбира, ние помагаме во тоа, ама црквата е одржувана од Бог. Ако беше оставена на луѓето да одржуваат црквата, јас ви гарантирам дека до сега црквата немаше воопшто да постои. Бидејќи се очувало со толку многу притисоци, со толку многу опозиција низ вековите, што нема шанси ова да е човечка идеја и да е човечки проект. Ова е Божја идеја и е Божји проект. И бидејќи е Божја идеја и Божји проект, ќе опстои. Кога ќе земеме да читаме во Новиот Завет или кога ќе земеме да читаме црковна историја, ќе видиме дека во првите неколку векови црквата и како била прогонувана. Се соочувала со притисоци, со опозиција. Како од надвор, од неверниците, така и внатре од оние кои што тврделе дека се верници, тие се уште поопасни. Знаете, во црквата една работа е кога имаме притисоци од луѓето кои што не се дел од неа. И знаеме дека, окей, нападите се од надвор, ама многу посуптилно и многу поопасни се оние напади кои што доаѓаат од внатре. Од оние кои што се нарекуваат верници, ама не се несуваат како верници. Од оние кои што се нарекуваат верници, служители Божи, ама си тераат некоја своја агенда во црквата. И црквата во првите векови, не првите, до ден денешен се соочува со напади и од надвор и од внатре. Причината зошто обстоила и зошто ќе обстои. Значи, знаете, денеска зборуваме и цело време слушаме, ако читате вести во однос на религија, во однос на христијанство, дека се повеќе и повеќе луѓе напуштаат црквата. Особено на западот. Бада може предпоставам тоа да го видиме и во нашата локална заедница. Се повеќе и повеќе луѓе на некој начин како да не ја наоѓаат веќе црквата релевантна, уште полошо него наоѓаат христијанството релевантно веќе. Сега живееме нели во тој период на пост-вистина, веќе не е важно што е вистина. Ти си има своја вистина и која е твојата вистина велат, ти само тере си готова, биде среќен и задоволен. И изгледа на моменти можеби дека црквата слаби, дека црквата можеби ќе исчезне. Ама Христос рекол, јас ќе изградам црквата и вратите на пеколот нема да навладеат. Со други зборови, јас ќе изградам црквата и се што ќе дојде од пеколот како напад кон црквата, нема да успее. И јас би рекол дека тоа нели се однесува на црквата како заедница, ама во Стариот Завет Бог дава едно ветување на израелците и верувам дека и за нас е тоа денес ветување дека секое оружје кое што е направено против тебе преку пророкот Исаја го вели тоа Бог, секое оружје кое што е направено против тебе и секој јазик кој што ќе се дигне против тебе, Бог вика ти ќе го победиш. Бидејќи тоа е мојата победа за вас. И верувам дека тоа важи како ветување за нас денес. И причината зошто го имаме денеска откровение, бидејќи на некој начин Бог сака да каже на црквата, јас сум тука. Го имаме Јован, кој што кога ќе читаме се наоѓа во заробеништво, имаме црквата која што е нападната и од надвор и од внатре, и Бог ќе вели на црквата во првиот век, јас сум тука. Читаме од 9 стих, значи прва глава од 9 стих до крај, до 20 стих. Вика, јас Јован, вашиот брат и соучесник во скрпта и во царството и во трпението на Исус. Бев на островот наречен Патмос заради Словото Божјо и заради сведоштвото на Исус. Во Господовиот ден бев понесен во духот и зад себе чув силен глас како од труба, кој велеше: тоа што ќе го видиш, напиши го во книга и испрати го до 7 цркви што се во Азија, во Ефес, Смирна, Пергам, Тиатир, Сард, Филаделфија и Лаодикеја. И се свртев да го видам гласот што зборуваше со мене и штом се свртев, видов 7 златни свекници. А сред седумте свекници еден како сино човечки. Вие што имате читано, сте прочитале книгата Даниел во Стариот Завет. Треба да ви биде овој израз многу познат, бидејќи таму Даниел има видение за сино човечки, за кој што пишува дека неговото царство е вечно и ќе владее за секогаш.
Вика, и видов, сред 7 светници, како синот човечки облечен во долга облека. До нозете и околу градите препашан со златен појас. Главата и косата му беа бели како бела волна, како снег. А очите негови како огнен пламен, нозете негови слични на усвиена бронза, како во печка вжарена, а гласот негов како шум од многу води. Во својата десна рака тој држеше 7 звезди, а од неговата уста излегуваше меч со 2 острици. Лицето негово светеше како што сонцето сјае во полна сила. Штом го видов, паднав пред неговите нозе како мртов. Тој ја стави својата десна рака врз мене и ми рече: не плаши се. Јас сум првиот и последниот, и живиот. Бев мртов, и ете, жив сум за сите векови и ги имам клучевите од тадот и смртта. И така напиши што виде што е и што има да стане по тоа. Ова е тајната на 7 звезди што ги виде во мојата десница и на 7 златни свекници. 7 звезди се ангелите на 7 цркви, а 7 свекници што ги виде, тоа се 7 цркви. По трет пат, значи веќе читаме 20, ова е веќе во 9 стих, по трет пат Јован се представува дека Јован. Ама овдека продолжува и кажува на христијаните во првиот век, најверојатно ги потсетува, пошто претпоставам дека христијаните во првиот век веќе слушнале дека Јован се наоѓа, не го пишувам, моја претпоставка е дека Јован се наоѓа во заробеништво од Патмос. Бидејќи најверојатно, ако оваа книга, ја верувам дека оваа книга е напишана крајот на 90-те години од првиот век, најверојатно во тоа време Јован е единствениот жив апостол. Искрено не ми се верува дека единствениот жив апостол бил некаде во заробеништво и црквата не знаела каде во заробеништво. Некои историчари дури веруваат дека иако бил во заробеништво, му биле дозволени посети. Значи можеби доаѓале христијани кои што го посетувале на островот Патмос. Армама тука кажува и зошто се наоѓа во заробеништво. И причината е заради Словото Божјо и заради сведоштвото на Исус. Две причини. Верно го проповедал Божјиот збор, им кажал на другите за Исус Христос. Ке се сетите кога зборевме за позадината на оваа книга, спомнав дека во Римската империја, барем тоа што го читаме историски, никој рече се немал проблем со тоа што апостолите велеле Христос е Господ. Проблемот бил во тоа што не инсистирале дека Христос е единствен Господ. Значи во тоа време во Римската империја колку повеќе богови обожаваш, толку е подобро за тебе, бидејќи имаш богови под наводници од различни области, кој што еден е бог на морето, друг е бог на храната, трет е бог на некои други работи, и колку повеќе од нив обожуваш, толку е подобро, бидејќи имаш повеќе богови на своја страна. И доаѓаат христијаните и викаат: баталете таа идеја. Постои само еден Бог и неговото име е Христос. И затоа почнувале да ги прогонуваат христијаните. И сега не можеме секој детал и секоја фраза да анализираме од овие стихови кои што ги читавме, ама вниманието ми фати два збора овдека, кај што вика Јован бил на островот Патмос, наречен Патмос, заради Словото Божјо или Божјиот збор во некои преводи и заради сведоштвото на Исус. Сега, знаете дека оваа книга е напишана на старогрчки. На старогрчки ова Словото Божјо или Божјиот збор, зависи кој како превод е, се два збора кои што потекнуваат, збори кои што многу често денеска ги користиме, за жал во некои цркви во негативен контекст. Теос и логос. И кога Јован им кажува на христијаните во првиот век: и јас бев на островот Патмос, патем кажано не за одмор, туку за заробеништво, вика: знаете зашто бев? Бидејќи им сведочев на другите и заради теологија. И сега денеска, кога ти отиде човек да учи теологија, денеска ти викаат и супер, ти си научил, ти си на факултет, учиш теологија. Во тоа време, теологија во контекст на библиска теологија, новозаветна теологија, значило дека ако ти го шириш тоа помеѓу луѓето, дека има големи шанси да бидеш прогонуван поради тоа. За жал во некои христијански кругови на зборот теологија се гледа многу негативно. Кажат: ние не се занимаваме со теологија, ние градиме меѓусебно однос со Исус Христос. Стварно? Не може да не се занимава со теологија. Атистот се занимава со теологија. Он си има негова теологија, пошто теологија некој може да значи или наука за Бог. Секој еден од нас има одредени сваќања и разбирања кои што се поврзани со Бог. Еден теолог има кажано, или еден пропастор има кажано: секој еден од нас е теолог. Секој еден од нас е теолог. И ти си теолог. Не знам дали си бил на теолошка школа или не, независно. И ти си во одредена смисла теолог, бидејќи секој пат кога на другите им кажуваш само ти изјава Бог те љуби,
или Бог те сака на некој да му кажеш, ти со тоа на некој начин го поучуваш теологија. Ако некој му речеш не се грижи, ќе се молиме, Бог ќе даде решение за оваа ситуација, не знам дали знаеш или не, ама ти во одредена смисла може да кажеме дека поучуваш теологија. Не може би некоја систематска или академска, ама на другиот му кажеш дај да те научам нешто за Бог. Бог те сака, Бог се грижи за тебе, ќе се молиме, Бог слуша молитви. Сето тоа е делото на кој што го наметкуваме на некој начин наука за Бог. Теологијата не е сувопарна наука. За жал, некои луѓе така ја гледаат. Викаат, овој учи теологија и сега он се занимава со некој правила, со некои закони. Не, теологијата е нешто кое што го менува нашиот живот. И кога ќе земеме да читаме Библијата, кога ќе земеме да читаме книги кои што се засновани на Библијата, ние напредуваме се надеваме напредуваме во нашата теологија. И јас би рекол дека без добра теологија не можеме да имаме зрела вера како христијани. Немојте на теологијата гледате како сега ќе одам на школа, ќе учам нешто. Не, теологијата е знаење за Бог, ако може најпросто да го кажеме. И колку повеќе имаме знаење за Бог, колку повеќе го заснуваме нашиот живот на знаењето за Бог кој што го земаме од неговиот збор, некој пат ќе биде од проповед, некој пат ќе биде од книги кои што ги читаме, јас верувам дека толку повеќе имаме шанси, ако ги примеме тие зборови вистински, толку повеќе имаме шанси нашата вера да ја дадеме можност да созрева. И тука вика Јован, продолжуваме, вика, значи, и јас Јован, 9 стих, вашиот брат, значи кажу некој че ние сме семејство, јас сум брат, ама вика и соучесник. Ова е многу интересен термин. Соучесник во скрпта, во некој преводи ја вика во страдањето или во неволите, во царството и во трпението. И на некој начин Бог преку Јован им кажува на христијаните во првиот век, знаете дека ние сите во себе ова, да, ќе кажеме дека теоретски нели сме духовно семејство, ама исто така и сме соучесници. Вика, јас сум ваш соучесник. И сум ваш соучесник во неволите, во царството и во трпението. Со други зборови, црквата треба да се стреми кон тоа, ние како локална заедница треба да се стремиме кон тоа, да бидеме соучесници, ако можам така да кажам, ќе се добјаснам и во арното и во лошото, и во доброто и во позитивното. Значи, Јован вика, јас сум ваш соучесник во скрпта, во проблемите, ама сум ваш соучесник, или сите сме заедно соучесници, и во царството. Да, ќе има проблеми. И треба да се стремиме кон тоа, кога ќе имаме проблеми како црква или некој кога ќе има проблеми како црква, да би речеме, знаеш што, не си сам во ова. Ние сме соучесници во ова. Некој пат кога ќе се радува некој за нешто, ќе речеме, знаеш што, не си сам во ова. Ние сме соучесници во ова. И он вика, јас сум вас соучесник, и вика, и во трпението на Исус. Имаме пример пред нас Господ Исус Христос кој што страдаше повеќе од било кој од нас кога и да страда. Знам дека секој од нас има проблеми, си имаме потешкоти, си имаме што и да, секој од нас знае што поминува и ни е тешко, не викам дека не, секоја планина си е своја тежина, нели? Ама ако има некој што страдал повеќе од мене и од тебе, тоа е Христос. И кога Јован вика, ние сме соучесници во трпението на Исус, на некој начин сака да каже дека тоа трпение кое што Христос го имаше, кога минуваше ни сите тие проблеми, ни е достапно и нас денес. И затоа кога минуваме ни со одредени непосакувани ситуации, наместо да гледаме леле како ќе поминам јас низ ова, можеби подобро ќе биде да го насочиме погледот кон Христос и да речеме, Боже, ти како што помина низ тоа, дај ми сила сега јас да поминам низ ова. Не јас како ќе го направам тоа. Ти како ќе направиш никако. Ама ако погледнеш кон Христос и ќе речеш, тоа трпение кое што ти го имаше, да отидеш на крстот и да умреш за моите гревови и по 3 дена воскреснеш, тоа што го истрпи ти, дај ми трпение сега во ситуација. Бидејќи јас сам не можам да го направам ова. Вика, ние сме соучесници на некој начин во неволите, во царството и во трпението. И врз основа на тоа како го гледам, како го читам и како го разбирам Новиот Завет, од една страна ми смета кога луѓето представуваат христијанската вера како само маки и неволји. Некој ќе дојде и ќе рече, ние постојано треба да тагуваме за нашите гревови, постојано треба во покаяние да живееме и така натаму. Јас верувам во покаяние, не дека не. Ама ми смета кога некој го представува христијанскиот живот само како проблеми, само како неволји, само како маки, само како прогонство. Не е вистина. Ги има тие моменти, не викам дека не, ама не е вистина. Не е целосна вистина.
Исто од друга страна ми смета па некој ќе дојде кој ќе рече вие припаѓате на Божјото царство и само затоа што припаѓате на Божјото царство, бидејќи користиме термини кои што ги користи Јован, неволја и царство, бидејќи припаѓате на Божјото царство, некој ќе рече вие само што и да посакате Бог ќе ви даде вас. Доволно е само да си имате одредена желба без разлика што е. Посакај нешто, Бог е тука како небесен цар, како богат цар и како твој татко да ти го даде тоа што ти го сакаш. И тоа не е вистина. Реалноста е дека да, ние живееме, ние сме дел од Божјото царство, кое што еден ден навистина ќе дојде во својата полнота. Ама до тогаш не можеме да се земе ние слободата да речеме бидејќи му припаѓаме на небесниот цар, ние се што ќе посакаме он одма ќе го даде. Не е тоа христијанската вера. Не е христијанската вера или новозаветното христијанство не е само страдање, да ќе има страдање, ама и не е само ти му припаѓаш на царот и се ќе биде во ред. Се ќе биде во ред од духовна гледна точка. Некој пат од материјална, од здравствена гледна точка нема се да биде во ред. И затоа Бог не повикува дури кога не е се во ред да му веруваме, бидејќи каков предизвик јас да му верувам на Бог тогаш кога се ми е во ред? Тогаш ќе биде многу лесно, не рекол. Сите да веруваат. Ама тогаш кога се соочувам со скрпта, а припаѓам на царството, тука расте верата. Тука е тоа е некој како плодна почва која што расте нашата вера. И понатаму Јован одвае од 13 стих нели вика слушнав глас кој што рече тоа што ќе го слушнеш, што ќе го видиш напишува на црквите и вика се свртев да видам нели кој е тој глас и дава опис на синот човечки. Повторно, тука стана збор за Господ Исус Христос. Синот човечки како термин е земен од книгата на пророкот Даниел, бидејќи таму стана збор за апокалиптична литература. Интересното е тоа што ако може да направиме на паралела е дека Господ Исус го поттикнал Јован да пишува писма додека бил во затвор. Ќе се сетите дека апостолот Павле најверојатно, ако не сите, ама повеќето од писмата кои што ги пишал, ги запишал кога? Кога бил во затвор. Кога Бог го поттикнал Јован да пишува писма, тука гледаме, пишува на 7 цркви. Знаете дека и Павле има напишано на 7 цркви писма? Да. Може би се повеќе, имате 1 и 2 Коринќани, 1 и 2 Солуњани, ама заедницата е Солун. Значи нема две заедници, да. 7 цркви, на 7 цркви пишува Јован, на 7 цркви пишува Павле. Јован пишува додека е во затвор, Павле пишува додека е во затвор. И тоа е многу добар доказ дека дури тоа што се наоѓаме некој пат можеби во не најпосакувани ситуации во животот, кога се наоѓаме во затвор, символички кажано. Тоа не значи дека ние мора да останеме неплодни за Бог. Дури тогаш кога ми е тешко, дури тогаш кога сум заробен од одредена ситуација, Бог вика имаш што да дадеш во оваа ситуација. Немој да мислиш дека само затоа што си на островот Патмос и дека ти е тешко и дека си прогонет, дека готово јас со тебе завршив. Бог на некој на Јован му вика јас имам уште мисија и уште задачи имам за тебе. Немој да се откажеш, немој да се пензионираш од христијанската служба. Имаш што да дадеш. И тоа е добро да го имаме на ум секој пат кога символички кажано се наоѓаме на Патмос. А секој еден од нас се наоѓа или ќе се наоѓа на Патмос, ситуација која што се викаме што мајка барам сега овдека. Како се наоѓам во оваа ситуација? Бог вика можеби не секој пат ќе ти дам одговор за секој прашање, ама ќе ти кажам дека додека си на Патмос, јас имам што да дадам преку тебе на другите луѓе. И најверојатно оваа средба, станува збор за визија, ама најверојатно оваа средба помеѓу Јован и помеѓу Исус Христос е прва средба од како Христос се вознесува на небото. Се сеќавате во Дела апостолски читаме дека Христос се вознесува на небото. И поминале десетици години и според тоа барем што го читаме во Библијата немало друга средба помеѓу нив. И првата средба после толку десетици, можеби поминале, не знам, 40-50 години најверојатно поминале. Му се објавува Христос и на некој начин Јован го гледа, ама не така како што го знае. Сега го гледа во прославена форма. И тука има некои символи, се сеќавате кога читавме, некои од вас можеби се викат што е сега ова? Главата и косата му беа бели како волна, како снег, очите негови како огнен пламен и така натаму. Многу луѓе низ историјата се обиделе да дадат толкување и претпоставувам дека има толкување за себе ова, нели за неговиот изглед, Христовиот изглед. Некои викаат косата бела, затоа што кога ќе видите некој со бела коса, оно е потсеќа на мудрост.
Не дека вие што немате бела коса не сте мудри. Ама кога ќе видите човек со бела коса, викате, има многу знаење таму. Поминал низ многу во животот. Ја не можам, ќе ми простите што ќе спомнам, ама не можам да не се сетам кога читав ова недобожен. Значи, кога ќе го видиш, стокмен влегува со бела коса, викаш ко сакам со него да правам обед. Као сигурно има што да каже, сигурно има што да даде. Вика, имаше бела коса, имаше, вика, очите негови како огнен пламен. Огнен пламен најверојатно се однесува на суд. И кој што ќе видиме кога ќе ги обработуваме седумте цркви, кој што писмата кои што биде пратени на седумте цркви, на некој начин Христос прекува, вика, јас сум присутен, тука сум, знам дека ви е тешко, ама јас сум овдека, ама да не го сваќаме Божјото присуство само како одобрение за нашите животи. Божјото присуство некој пат значи суд. И во овој случај покрај другото значило суд. Значило охрабрување и одобрение за добрите работи, ама значило суд и за лошите работи кои што ги имало во црквите. Нозете негови слични на усветена бронза. Бронзата била еден од најцврстите метали во тоа време. Некои теолози викаат дека причината зашто нозете му биле на таков изглед на Христос, не буквално како бронза, ама како вика. Не буквално бронза, како бронза, за да покаже стабилност, за да покаже цврстина. И иако претпоставам дека постои објаснување за секој, исто така тука има и вика околу градите беше препашан со златен појас. Во Стариот Завет појас имале свештениците. Со тоа што Христос доаѓа со златен појас препашан, на некој начин повторно го потсетува Јован неговата посредничка, свештеничка улога. И претпоставам дека за сите ови има, можеби со овие објаснувања, можеби со некои други објаснувања, ама главната поента која што верувам дека и Јован, и црквите во првиот век, а верувам и ние денеска во 21 век, треба да ги земеме од овие стихови дека ние му служиме на славен и на силен Бог. Не му служиме на некој си нежен и сфеминизиран Исус кој што така ќе си го имаш, си го гушнеш како најдобро другарче. Не знам од кај ни е таа идеја за Христос, ама ние не веруваме на таков Бог. Ние веруваме на славен и на силен Бог кој што Јован вика кога го видов, купец напред. Паднав пред него како мртов. И кога доаѓаме кај Бог со некој таков лигав, за мене тој лигав став, како не го обожаваш, не му пристапуваш како на Бог, туку му пристапуваш како на некој најдобро другарче кој што секој ден се гледате на улица. Мислам дека малце го разводнуваме христијанството. Не даваме соодветна слика пред овој свет за тоа дека нашиот Бог е славен и е силен Бог. Дека нашиот Бог има, вика, очите му беа како оган. Не е како, ти се, нашиот Бог не е Бог кој што доаѓа и вика, супер си. Нашиот Бог е Бог кој што, да, може за некој работа рече само продолжи така, бидејќи тоа им го вели на црквите, ама таму кај што има грев, вика, неговите очи се како оган. Таму кај што има грев, таму ќе има и суд. Суд на оваа земја подобро, отколку на судниот ден. Судот на оваа земја кој што Бог ни го дава за нашите гревови, за нашите пораци, за нашите недостатоци, е негова милост. Судот не е казна, судот е милост. За да не мора да се соочиме со судот еден ден. И вика Јован, паднав пред него, јас верам дека тоа е најсоодветна реакција која го обожаваме Бог. И вика, Јован паднал пред него затоа што се уплашил. Зошто знаеме, бидејќи Христос му вика, не плаши се. Во 17 стих, вика, ја стави неговата десна рака и му вика, не плаши се. И повторно, ако ова е првата средба помеѓу Јован и Христос после 40-50 години, да мислите првата средба, Христовите зборови се, не се плаши. Не знам ништо минуваш, ама не се плаши. Знам дека светот е во многу хаотична состојба моментално, ама Христовата порака за црквата е, не се плаши. За тебе лично, не се плаши. Кога ги читаме Евангелијата, ќе видиме дека имало ситуации во кои што Христос им го кажал ова и на апостолите, и на луѓето со кои што доаѓал во контакт. И он неколку пати, можеби 10, можеби 20, 30, 50, 100 пати, можеби, слушнал како Христос вика, не се плаши. И кога Христос ке речел, не се плаши во Новиот Завет, луѓето се смирувале. Бидејќи имале доверба во оној кој што им го кажува тоа. И сега после 40-50 години, Јован е на Патмос, значи прогонете, црквите се соочуваат со секакви притисоци и сигурно му било на Јован тешко во ситуацијата. И Христос му вика, не се плаши. Не се плаши ни од мене,
Бидејќи има два вида на страв, ако можем да кажем, од Бог. Едниот е добар страв од Бог, другиот е лош страв од Бог. Лош страв од Бог е ако му припаѓам него и цело време мислам дека он нешто има против мене. А има и добар страв од Бог. Почесто го користиме зборот стравопочит. Кај што викам, толку многу го сакам него, што на некој начин се плашам да не му сгрешам, да не го повредам, не да му сгрешам, да не го повредам, бидејќи он е мој татко. И затоа тука Христос му вика на Јован, не се плаши, немој да ми доаѓаш како некој кој што гледаш што ќе ми направиш. Да, Христос не му вика не ме обожавај, не му вика станувај, а му вика не се плаши. И тоа е пораката која што верувам дека Христос нели прво ја дава на црквата во прво на Јован му дава, после на црквата во првиот век, бидејќи од многу страни биле нападнати, ами за црквата денес. За секој един од нас поединечно денес. Божите зборови се не се плаши. И потоа Христос вика не се плаши, нели вика јас сум првиот и последниот и живиот, бев мртов и ете жив сум. И за сите векови имам клучевите од адот и од смртта. Некои луѓе некој пат го напаѓаат Христовото божество и викаат Христос никаде во Библијата не вика дека јас сум, не вика лично директно јас сум Бог. И вистина дека Христос никаде не вика јас сум Бог. Иако го користи на нели Јахве, јас сум. Ке земете да правите молитва со Јеховови сведоци, со муслимани, секој пат кажат Христос не беше Бог, зошто бидејќи Христос никаде директно не каже јас сум Бог. Ама не знам кој друг освен Бог може да каже јас сум првиот и последниот. Не знам кој друг освен Бог може да каже и јас имам власт над смртта. На некој начин индиректно Христос дава за себе, кажува карактеристики кои што укажуваат на тоа дека он е Бог. И причината, мислам ова само го спомнувам како на страна, причината зашто Христос ги кажува овие карактеристики не е за да му каже на Јован, знаеш што, да те потсетам јас сум Бог, туку да го утеши. Нема никаква врска со тоа дека Христос се докажувал пред Јован, ама сака да му каже јас имам власт на се и јас ја поведи смртта, со смрт ја поведи смртта. И после ќе видите дека кога им зборува на некои од црквите Христос кажува, некои од вас беа маченици, некои од вас умреа поради верата. Ама со ова што им кажува, јас ја победи смртта, со други збори како да сака да каже, и дури тие што умреа заради верата, не се баш мртви, туку се живи. Се живи бидејќи ми припаѓа на мене. И вие што сте читале книгата Откровение, знаете дека поднатаму во книгата Откровение, некаде отприлика во средината на книгата Откровение, Јован, Бог му дава на Јован откровение за тоа каков ќе биде антихристот. Дека еден ден ќе дое една личност која што веруваме дека е личност која што е антихрист и која што на некој начин не неопходно секој пат ќе се противи на Христос, особено не верувам дека првите неколку години нема да се противи, ама ќе биде на некој начин како замена за Христос, бидејќи тоа значи антихрист, замена за нешто. Тој ќе биде замена бидејќи ќе се обиде да се воспостави себе си како спасител на овој свет. Како некој кој што ќе обедини сите луѓе од сите вери, од сите религии и ќе рече, ајде сега ќе тераме хуманизам, ли ќе биде или што и да, ма ќе се обиде да ги обедини. Ама интересната работа е тоа што пред Бог да му покаже на Јован каков ќе биде антихристот, во Откровение му покажува кој ќе биде, односно кој и каков е Христос. Денеска има толку многу спекулации во однос на тоа, особено во христијански кругови. Порано може и повеќе, денеска може и не толку многу, ама кој ќе биде антихристот? Дали ќе биде некој политичар, дали ќе биде некој претседател, дали ќе биде некој кој што има копче на кој што може да стисне нуклеарки и да направи хаос во светот, многу има спекулации. Јас верувам дека црквата треба да биде повеќе насочена кон кој е Христос. Ја го знам кој е Христос. Што ми е галја кој е антихристот? Искрено, не ме интересира, мува не ме лази во однос на тоа. Бидејќи знам во кого ми е верата. Бидејќи знам дека е силен, бидејќи знам како што вика Павле, може да го зачува тоа кој што јас му го доверив мојот живот, мојата душа, се роденот на спасението. И затоа верувам дека оваа книга која нема цела да проучуваме, како што ви кажав, ама кога ќе ја читате, кога ќе ја проучувате, никој пат не треба да биде фокусот на кој ќе биде антихристот, што е се тоа 666, па кога ќе почне да се случуваат овие работи. Знаете кој е Христос? Тоа ќе ти даде таква вера и таква доверба, што другите работи кога ќе дојде време ќе ги препознаеш. А до тогаш може само да се го трошиме времето и да шпекулираме. Доаѓам некаде при крај, Христос вика, Јован за Христос вика малце претходно, вика дека се движел помеѓу 7 златни свекници.
И потоа вика дека имал 7, вика во својата десна рака, 16 стих, држеше 7 звезди. И можеби Јован се прашувал што се сега овие 7 златни свекници, што се овие 7 звезди. И Христос му дава толкување на тие символи. Христос му го вели следно во 20 стих. Ова е тајната на 7 звезди што ги виде во мојата десница и на 7 златни свекници. 7 звезди се ангелите на 7 цркви, а 7 свекници што ги виде, тоа се 7 цркви. Има доста шпекулации во однос на тоа што значат овие 7 ангели. Некои луѓе викаат дека секоја одредена црква си имала свој ангел. На грчки зборот ангел значи гласник. Некои луѓе викаат не, 7 ангели значи 7 гласници. Може би станува збор за луѓе кои што требало да ги однесат писмата до 7 цркви, може би станува збор за водачите на црквите. Искрено не верувам дека се буквално ангели. Не знам баш дали има библиска основа да веруваме дека секоја црква има ангел заштитник или што и да е. Може да станува збор за водачите на црквите. Не можеме 100% сигурно да бидеме. Ама 7 свекници. Верувам дека е многу поважно тоа што Христос се движи помеѓу 7 свекници. Бидејќи на некој начин со тоа што Христос се движи помеѓу овие 7 свекници, на некој начин како да сака да каже на црквата, јас сум тука. Знам дека има проgonства, знам дека има притисоци, знам дека доаѓаат лажни учители внатре во црквата да се играат и да прават раздор во црквата. Знам дека сте прогонети, дека императорот ве бара и сака да ве погуби. Знам дека повеќето од апостолите се веќе погубени, дека има само еден жив и дека не е лесно, дека не е лесна ситуација таа со која што се соочувате, ама Христос се вели на својата црква во првиот век. Јас сум помеѓу вас, вика, се движеше помеѓу тие 7 свекници. Тоа го означува неговото присуство. Дека Христос е присутен во неговата црква. Дека Христос би рекол исто така, верувам дека врз основа на Светото писмо може да кажеме Христос е присутен и во секој кој што припаѓа во неговата црква. Христос е присутен во семејствата кои што имаат представник како на некој начин во оваа црква. Може би некој пат кога доеш дома си викаш абе како Христос не го гледам, гледа каков хаос се случува околу мене, ама поради тебе, поради тоа што живее во тебе, Христос е присутен на тоа место. И ќе се молиме и ќе чекаме и ќе очекуваме дека Христос навистина ќе донесе промена до таа мера кај што стварно еден ден ќе може човек да дојде дома и да рече што е убаво да се дојде во дом кај што Христос е присутен. И тоа се осеќа во меѓусебните односи, тоа се осеќа во начинот кој што се однесуваме едни кон други така натаму. Ама тогаш нема да мислиш дека не е присутен. Присутен е преку тебе. Христос се движи во твојот дом на некој начин како што се движил помеѓу свекниците поради тоа што живее во тебе. И тоа мора да го има на ум и треба верувам да ни биде охрабрување бидејќи повторно станува збор за црква која што е нападната, која што е под притисок и вика Бог на некој начин вика јас сум тука. Ама како што ќе почнеме да размислуваме од следниот пат кога ќе проповедам, повторно мора да имаме на ум дека Христовото присуство не значи одобрение на се што правиме во животот. Христовото присуство, како што ќе видиме, значи охрабрување. Добро, се тргнал на добар пат и терај по тој добар пат. Ама за некои работи ќе значи овие работи не ги сакам во твојот живот. Ние многу би сакале наредно Христос само да дојде да рече лайк, супер си, само терај напред. Ама Христос доаѓа и тоа што е добро вика да, добро, ама тоа што е лошо. Црквите им вика ако не го смените ова, ќе го тргнем свекникот. За други збори нема веќе да светите, нема веќе да постоите. И доста е сериозен Христос во однос на тоа. На некој начин, ако не ги смените овие работи кои што ги гледам помеѓу вас, а се спротивни на мојата волја, немојте да очекувате духовен напредок. Немојте да очекувате дека угоре ќе се качувате во однос на верата ќе напредува. Не ќе назадува верата. Ќе назадува до таа мера кај што еден ден па нема ти биде важно веќе дали веруваш или не. Тоа е ефектот на гревот. Тоа е ефектот на оние работи кои што се спротивни на Божјата волја во нашите животи. Ние мислиме, не е ништо сериозно. Јас со толку работи сум се борел низ годините, сум ги победил сега, ама лецко не е проблем. А Христос вика, мало, ама може да порасне тоа. Ама тоа е нешто за кое што ќе размислуваме од следниот пат понатаму. И верувам дека преку ова откровение Бог го потсетува и Јован како поединец и црквите во првиот век дека на некој начин е присутен. Самото тоа што Бог е присутен
бил присутен тогаш, значи дека верувам дека може да го земе некако обетување за нас денес дека Бог е присутен и тука. Ама Божјото присуство не значило дека Јован одеднаш го ослободиле од Патмос и сега ќе оде ќе си биде слободен. Јован, според тоа што знаеме од црковна историја, таму починал. Божјото присуство помеѓу црквите не знаело дека од вечер лажните учители ќе ги снема и од вечер сите притисоци ќе ги снема и ќе ви биде добро. Не, лажните учители биле таму и притисоците продолжили. И прогонството продолжило уште неколку векови. Со други збори, Божјото присуство не значи одмah се ќе биде во ред. Ама значи, ја верувам дека значи мир. И предпоставам некои од вас го имаат почувствувано тоа, дека Божјото присуство значи мир. Божјото присуство не значи отсуство на проблеми. Значи мир во проблемите. И тоа е тоа кој што ни е достапно и било достапно на црквата тогаш и ни е достапно на нас денес. Бог ќе вели на црквата, Бог вели на поединците во црквата, јас сум тука. Јас сум првиот, јас сум последниот, јас сум живиот и јас сум тука. И нека таа вистина ни даде, стварно нека произведе мир во нашите животи, во нашите срца. Бидејќи како е потребно. И како е потребно, особено во овие немирни времења во кои што живееме, особено во време кај што се покачува, се слуша, се зборува за војни и така натаму, Бог вели мојот мир и мојата утеха и моето охрабрување се достапни зошто бидејќи моето присуство е помеѓу вас.